Почитувани колеги пратеници, почитувана заменик министерке, ние разговаравме, односно дебатиравме за ова законско решение на Комисијата за финансирање и буџет. Јас почувствува потреба да излезам, да го кажам својот став и секогаш кога ќе донесем измени и дополнување на ова законско решение за закон на додадена вредност, каде имаме намалување на стапката, како што е во овој случај, за лекови за ветеринарна медицина и се намалува од 18 на 5% ДДВ, ќе гласам за, ќе гласаме и ние како пратеничка група ВМРО-ДПМН. Меѓутоа, едно друго прашање, многу важно и до вас, меѓутоа и една информација до граѓаните. Во овие 2 години, вие како влада правите измени и дополнување на ова законско решение и вршите намалување на ДДВ само на едно намалување на лековите за ветеринарна медицина. Освен она скандалозното зголемување, односно со прогресивниот данок, за кое многу јавно, гласно, фелата, сите заинтересирани страни и ние, како пратеници, кажавме дека нема да има ефект, се покажа зголемувањето дека всушност значи одлив на највисоко квалитетните кадри од државата. И кога кажуваме дека треба да има создадени економски услови за преземање на нови такви драстични политики во зголемувањето на даноците, вие не послушавте, не слушате се уште и затоа економијата во Република Македонија е во апатија, да не кажам во агонија. Ние бевме една од земјите со значајни стапки на раст, да сега еден подолг период назадуваме. И да не навлегувам во таа сфера, само да дадам една информација која може ќе ве поттикни понатаму како треба да работите, кои сегменти треба да ги земите во предвид и дали државата во моментот со сите политички предизвици е спремна економски да ги истрпи сите тие зголемување на даноци, а само едно намалување на оваа стапка што иди денес после 2 години. Имено, воведувањето на рамниот данок, многу далечно, сушност имаше една своја поента и беше во време, односно се пратеше во време на светска, економска и европска должничка криза. Тоа даде своји ефекти. И затоа требаше извесен временски период на стабилизирање на државата и пратење на сите други сегменти да видиме дали е спремна за ова прогресивно одначување. Видовме дека економски се уште е потребно време. Во тој изминат временски период, во кој имаше многу предизвици, се изврши намалување и ослободување на фирмите од врската за плаќање на данок на нераспределена добивка, со која всушност направи подобра ликвидност и работење и останаа 80 до 100 милиони евра на годишно ниво заштеда. Тоа е водење на економска политика. Тоа не е чисто администрирање како што вие го правите и само усогласување, односно хармонизирање со европското законодавство. Тука е проблемот. И тие ефекти ние сега ги гледаме, а ќе ги гледаме и понатаму во овој период, за жал, затоа што немате содржајна економска политика. Се укина, односно 0% се сведе данокот на добивка за макро и мали бизниси со приход од 3 милиони денари. Меѓутоа, во тој период се изврши намалување на стапката на ДДВ од 18 на 5% на училишен прибор, на бебешки производи, на добиточна храна и живи животни, ДДВ за сурово масло за производство на храна, со што му се помогна на фирмите да им се ослободат средства и да имаат подобра ликвидност. Всушност се направи во градскиот, меѓуградскиот автобуски и железнички превоз, изградба и промет на станови, комунални услови, лекови, медицински помагала, земјоделска механизација, семенски и саден материјал. Се намалија всушност водата на воднувањето, земјоделското земјиште ДДВ од 18 на 5%. Системот колектори и сончева енергија во тој временски период. И да не ги набројувам, да не земам повеќе време. Меѓутоа, мојот апел,
Со овој пример, понатаму, да ја поттикнам владата да размислува во овој дел, да креира економски политики и посебно и во делот на даночниот систем на ослободување. Така да, мислам дека и она што го планирате со делот на поврат на 15% од ДДВ на граѓаните, каде што мислите дека ќе биде одржлив проект, јас ви гарантирам дека тоа нема да биде одржлив проект. Нема да биде. Сигурно повеќе од 2 години. Во делот на поволните стапки на ИКТ што сега сакате да ги воведете, а во исто време имаме највисоко прогресивно даночување и излив на мозоци, во овој дел, тоа ви се сите ад хок решенија без никаква темелна анализа, за која ги имаме последиците во текот на неколку месеци или во наредната година. Работите на вистина без компас во овој дел. Мојот поттик е донесете уште едно законско решение, макар со еден намалување на ДДВ-то на некој производ. Благодарам.